Стремежот наш кон унапредување на еднаквоста во општеството не значеше и подкопување ниту на семејните вредности, не значеше ниту пак наметнување на промени во воспитанието кои што ќе одат на штета на децата, туку напротив, еден повисок степен на демократско општество и почитување на различностите и признавање на правата, почитување на правата на секој еден во општеството. И тука, кога зборуваме за она што е наша цел во овој дел, тоа значи интенција, намера за признавање на вроденото достоинство и еднаквите права на сите поединци во општеството, без разлика на нашите различности. Едно општество е многу побогато кога имаме различности и кога таквите различности се почитуваат од страна на сите. И токму кон сите оние кои што, ако се обратиме кон сите оние кои што сака да подкопат еднаквоста во општеството и со таквите антиродови движења, беа доста наметливи и силни во изминатата година, е потребно да им се каже дека сето она што ние како заедница го правиме токму за напредок на општеството и за да создадеме едно поправедно, посолидарно општество. Родовата еднаквост не е игра со нулта сума, која ги зајакнуваме жените и маргинализираните групи на граѓани, всушност ја подобруваме благосостојбата на целата наша заедница, ја зајакнуваме економијата и инвестираме во идните генерации во она што се нарекува стабилност на општеството. Само преку признавање на потенцијалите на секој еден од нас, всушност придонесуваме кон искористување на целиот човечки потенцијал во општеството, а знаеме дека највредно во едно општество е токму човечкиот капитал. Антиродовите движења кои што се појавија често напредуваат врз стереотипите, овековечувајќи штетни идеологии кои што ги ограничуваат можностите, ги зајакнуваат предрасудите и придонесуваат кон дискриминација. Ако во нешто изминатите години имавме добри резултати, тоа беше токму родовата еднаквост и заштитата од дискриминација врз било кој основ, дури и проширување на основите, експлицитно наведување во нашата законска регулатива и на родовиот идентитет и на сексуалната ориентација. И демонтирањето на ваквите стереотипи не е напад на традицијата, како што некој сака да каже, туку тоа е еволуција кон едно поправедно и кон едно поинклузивно општество. И она на кое што ние често повикуваме дека родовата еднаквост не е женско прашање, не е прашање на кое што само жените треба да се посветени, иако за жал на сите настани, па и овде денес, најчесто присутни слушатели и посветени на оваа прашање се жените, меѓутоа и на тоа треба да работиме, што повеќе да ги вклучуваме мажите во борбата за родова еднаквост и за едно поправедно општество. И кога зборуваме за таа борба, е борба со која што сакаме да го направиме општеството да биде институциите и сите ресурси во општеството да бидат достапни на секој еден поединец без разлика на личните карактеристики. И соочени со антиродовите движења во изминатата, еве при крај сме на годината 2023 година, кога
всушност и се најаки. Нашиот одговор мора да биде вкоренет во образованието, во диалогот и во емпатијата. Мораме да се вклучиме во отворени разговори, да ги отфрламе митовите на кои што се шират преку социјалните мрежи, да ги оспориме предрасудите и да поттикнеме општество кое што ги цени придонесите на секој поединец без разлика на, како што реков, на личните карактеристики. И сега овде само би спомнала неколку примери како антиродовите движења работат. Тоа се неколку, две постари, една понова граѓанска организација која се кријат зад граѓанскиот сектор всушност и нивната посветеност на вредностите во општеството, Коалиција за правата на децата, Превземи одговорност и најновата Родителски фронт, кои што секојдневно преку лаги, говор на омраза, повикување на вредности кои што не соодветствуваат со демократските вредности во општеството, се доста активни не само во југоисточниот дел од државата, туку и многу пошироко. И навистина од една страна создаваат и конфузија кај граѓаните, затоа што проповедат дека се организации кои што се грижат за правилниот раст и развој на децата, за семејните вредности и преку еден отровен говор, би рекла, или говор на омраза, всушност шират предрасуди и дискриминираат се што не влегува во нивната агенда. И она што не можам да го разберам е дека после 30 години активност за родова еднаквост и јас сега во моментот како министерка и целото министерство, тимот кој што работи на родовата еднаквост, да сме мета на говор на омрази, секојдневно тагнати во нивни постови кои што навистина се дискриминирачки, со лажни вести и слично. Меѓутоа, остануваме посветени на она што е наша вредност, во она во кое што сите ние веруваме овде, а тоа е дека треба да продолжиме и понатаму, вака преку сојузи, преку здружени и граѓанскиот сектор и институциите и со подршка на меѓународниот сектор, да дадеме уште посилен отпор на овие антиродови движења и да продолжиме по патот на унапредување на еднаквоста на сите со признавање на личниот избор и личните карактеристики на секој без дискриминација. И затоа со цел за да ја подигнеме свеста и да продолжиме и да предложиме всушност заеднички решенија за предизвиците со родовата еднаквост, заедно со канцеларијата на ОПСЕ во Скопје и ОДХР од Варшава, преку проектот Change го организиравме и почетниот состанок за нови стратегии за да се отстранат сите реакции околу родовата еднаквост во државата. Изработен е нацрт акцијски план кој треба да придонесе кон исполнување на сите наши заеднички цели, сето она што ние како организации и институции, како пред се, како граѓани, сакаме да го постигнеме во наредниот период. И затоа верувам дека и денес на состанокот тој предлог акцијски план ќе го формулираме и ќе можеме во наредниот период по него многу поактивно да работиме. И кога ја оставаме зад нас на крајот од 2023 година, во која што навистина во наводници блесна антиродовите движења, верувам дека денес ќе го заклучиме тој акцијски план и ќе
можеме многу по-одлучно и посветено да работиме на негово исполнување, за да ја оствариме нашата цел и таа она што и како влада го промовираме годините наназад, тоа е едно општество за сите. И ги заборавив претедничките кои што се многу важен алка во тој синџир, затоа што преку парламентот всушност се носат сите закони, меѓутоа и вашата гласност за родовата еднаквост е многу потребна и за граѓанскиот сектор и за институциите. Благодарам и на вашето присуство овде и верувам дека од овој настан ќе имаме уште појасна цел и ќе бидеме уште по-одлучни во борбата против сето она што ни штети на целото општество, меѓутоа најмногу на нас жените. Благодарам.